Во рамките на редовните активности на Дирекцијата за заштита и спасување, изминатиот период пристапивме кон обука на просторни сили за заштита од пожари. Вклучени се во моментов денес се наоѓаме во Дојранско-Валандовскиот регион и вклучени се 4 општини: Гевгелија, Струмица, Дојран и Валандово. Денес се обучуваат неколку тимови. Тим за спасување од поплави, тим за справување на пожари на отворен простор. Тука се вклучени и неколку субјекти: подрачното шумско одделение, просторните сили за справување со пожар на отворен простор, единици за брза интервенција при Дирекцијата за заштита и спасување, и ова е една од вежбите кои во рамките на активностите на Дирекцијата за заштита и спасување во изминатиот период се случуваат и ќе воспоставиме пракса понатаму да тоа стане редовна пракса во цивилната заштита. Кои се вашите лични очекувања како прв човек на дирекцијата? Значи ли тоа да се зголемат капацитетите и подготвеноста на сите инволвирани чинители кога станува збор при вакви ситуации од поплави и од шумски пожари? Ова е само поттик за и да ја афирмираме, да ја анимираме јавноста за значењето на цивилната заштита, односно заштитата и спасувањето и постоењето на Дирекцијата за заштита и спасување, која за жал сите овие изминати години била газена. Една од работите е анимирањето на јавноста дека постои една таква институција, важна институција која во секоја развиена држава значи кичма на секое здраво општество, подигање на моралот на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување и воспоставување еден систем на цивилна заштита кој ќе значи сигурност за сите граѓани во Република Македонија. Рековте во изминатиот период некако беше запоставен или маргинализирана оваа институција. Со оглед дека сте прв човек, потребно ли да се посвети поголемо внимание на кадровско, на материјално, техничко опремување, сепак институција која што значи кичма на едно здраво општество? Апсолутно. Тоа што го затекнав е искрено очајно. Со моето доаѓање одма пристапиме кон ревизија на сите збиднувања кои се случувале сите изминати години. Направивме попис на материјално-техничките средства, утврдивме што е функционално, а што нефункционално. Знаеме точно до колку е спремна Дирекцијата за заштита и спасување, со кои материјално-технички средства располага, и за наредниот период имаме воспоставено систем, односно направено анализа што понатамо, како понатамо ќе се развива Дирекцијата за заштита и спасување и со кои материјално-технички средства треба да се набавуваат. Добро, каква е состојбата? Може ли да одговори на предизвиците и евентуалните потреби на општеството нашата македонската Дирекција за заштита и спасување? Имаме ли сила, имаме ли потенцијал, имаме ли капацитет, опременост? За жал морам да констатирам дека во моментов можеме само да импровизираме. Една од работите кои не можат да трпат импровизација е заштитата и спасувањето. Ние во Дирекцијата за заштита и спасување работиме интензивно на сега подигање на моралото и запознавање на јавноста со ситуацијата, односно со постоењето на Дирекцијата за заштита и спасување, и во наредниот период мислам дека имаме добро изанализирано, мислам дека ќе имаме до крајот на годината веќе ќе имаме некои подобри ситуации. И уште едно прашање.
колку е битна соработката со останатите институции. Кога зборуваме за заштита и спасување, не се мисли само на дирекцијата. Тука треба да бидат вклучени повеќе институции. Дали работите на зајакнување на таа соработка помеѓу дирекцијата, противпожарните единици, македонски шуми, сите оние кои што треба нешто да значат за тој наш систем. Дали се работи на зајакнување на таа соработка и дали ќе ставате како акцент таа соработка и на локално ниво да се формираат тие тимови кои што ќе интервенираат во не дај Боже ситуации? Апсолутно. Одма на почетокот со првите анализи се покажа дека меѓуинституционалната соработка била скоро никаква. Одма пристапиме кон една поширока дебата и анализа околу соработката, меѓуинституционалната соработка и одма ги направивме првите резултати. Направивме една голема вежба во текот на март на Попова шапка, каде што беа вклучени сите релевантни институции кои подразбираат заштита и спасување, односно кои се инволвирани во безбедносниот систем на Македонија. Продолживме во изминатиот период од Нова година до денес имаме направено повеќе од 50 обуки. До крајот на годината имаме план донесено план каде што ќе се извршат уште околу 50 обуки кои ќе значат зајакнување и на капацитетите и на соработката меѓу институциите. Една од најважните работи е меѓуинституционалната соработка во нашата држава, во смисла на заштитата и спасување.